Го следите дневникот на регионалната К1 и во ова издание ќе бидете во текст со најновите случувања од регионот Македонија, светот и спортот. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратката најава. Последен викенд за градоначалниците. Во понеделник им истекува мандатот. Дали политичката криза од централно ниво ќе се префрли и на локално? Прашање за многумина. Кавадаречкиот совет ја одржа последната 57-ма седница на која советниците дискутираа на 17 точки од дневниот ред. Голем е интересот за купување на плацави во населба Трпезица. Велешани вчера вечер масовно со подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие дадаа подршка за лицата кои се здобија со кривични пријави за немирите во Македонското собрание 27 април. Овој народ е научен да трпи секакви неправди, но и да ја бара вистината, рече Маја Герасимова. Ние ја избравме вистинската страна, да бидеме на страната на Македонија, додека тие избраа да бидат на страната која стои против сопствениот народ, предавници, марионети на странските центри, истакна од пред споменикот на Панко Брашнаров Славе Радевски од иницијативата за заедничка Македонија. Залудно на тие им ја и поддршка од странските центри кога ја немаат поддршката од сопствениот народ. Ја немаат поддршката од овој народ кој 74 дена поред низ цела Македонија е кренат на нозе, е освестен и разбуден и стои за зачувување на Република Македонија. Тоа нема да трае долго. Без ами, без Ирлија и без поддршка од овој народ, тие не можат да продолжат да функционираат. Волјата на народот е најбитна за Република Македонија, порачаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие дадоа поддршка за лицата кои се здобија со кривични пријави за немирите во Македонското собрание од 27 април. Овој народ е научен да трпи секакви неправди, но и да ја бара вистината, рече Маја Герасимова. Правдата и вистината може да ја добие само на нови предвремени парламентарни избори, заедно со локалните. Тоа е единствениот пат кој води до стабилност, напредок и крај на неизвестноста во која се наоѓаме. Нови избори ќе значат крај за задкулисните игри и политички постизборен инженеринг. Бараме отворени карти. Од граѓанската иницијатива порачаа дека се против имплементирање на тиранската платформа преку која противуставно би се наметнале федерализација и промена на државните символи. Овој народ на предвремени парламентарни избори ќе го избере легитимниот председател на собранието, истакнаа од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и додадоа дека остануваат на браникот на унитарноста на државата. По паузата за викенд, протестите продолжуваат од понеделник. Последен викенд за градоначалниците. Во понеделник им истекува мандатот. Дали политичката криза од централно ниво може да се префрли на локално? Ова е прашањето кое си го поставуваат многумина од како течат последните денови од мандатот на актуелните градоначалници и советници. Можните проблеми од ова јавно ги посочи председателот на ЗИЛ, скопскиот градоначалник Коце Трајановски. Колешката Дејана Иванова повеќе. Политичката криза од централно ниво можно ли да се префрли на локално? Ова е прашањето кое си го поставуваат многумина, откако течат последните денови од 4-годишниот мандат на актуелните градоначалници и советници. Можните проблеми јавно ги посочи првиот човек на ЗЕЛС, Коце Трајановски. Како ЗЕЛС уште еднаш апелираме, најдоста до понеделник, да се донесе решение, тоест да се состане парламентот, да донесат законско решение со кој што ќе
продолжи функционирањето на локалната самоуправа во Република Македонија, за да не се направи вакуум. Вината за ваквата состојба првиот човек на Велес ја гледа и во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Она што СДС го планира да нема локални избори, да општините влезат во потпун хаос, да се блокираат платите на сите вработени, да не можат ни градинките да функционираат, да не можат ни противпожарната единица да зима плата, да не можат училиштата да работат, да не можат дури ни бракови да се склучуваат, да не можат да се поднесуваат барања за градежни дозволи и сето оноа што е со устав загарантирано на жителите на Република Македонија, со тоа и на жителите на општина Велес. ВМРО ДПМН е подготвена за престојните локални избори. Антонио Милошевски на пресконференција посочи 3 можни термини. Првиот термин, кој сметаме дека е соодветен за одржување на брзи локални избори во интерес на граѓаните и општините, би бил 2 јули. Доколку парламентарното мнозинство не е спремно за брзи локални избори во јули, вториот термин кој што е прифатлив е средината на септември, односно одржување на локални избори на 17 или 24 септември. Доколку парламентарното мнозинство на СДСМ, ДУИ, БЕСА или Алијансата на албанците не е спремно за избори и во средината на септември, тогаш третиот датум, кој што сметаме дека е соодветен, е локални избори на 15 октомври. Лидерот на СДСМ смета дека неопходен е заеднички партиски договор по прашањето за одржување на локалните избори. Логично е да се закаже седница на парламентот, но претходно мора да се усогласат пратеничките групи, веројатно за двете неопходни комисии. Тоа е законодавно-правната комисија и комисијата за политички систем, дури и за закон по брза постапка, кој што е едноставен. Таму стои прва половина на мај, веројатно мај треба да го промениме со октомври, ноември, септември, не знам со некои тие дати, ако е есента, или ако е идната пролет, тоа да биде со март, април, мај. Граѓаните сметаат дека за излез од оваа состојба неопходни се брзи избори. Излезот е само да им продолжат на градоначалниците да си работат, барем до нова година. По нова година избори, ако има нови градоначалници. А до нова година да не стане хаос, да им се продолжи на градоначалниците да си работат. Локалната самоуправа да се доведе во ред, да се пушти. Едноставно локални избори да има. За да се изнеде решение од актуелната состојба, правниците велат дека неопходни се измени во Законот за избори и локална самоуправа. Кавадаричкиот совет ја одржа последната 57-ма седница на која советниците дискутираа на 17 точки од дневниот ред. Најмногу дискутирана беше дополнетата точка околу неконтролираното сечење на шума околу водоснабдителниот систем, поради што советниците сметаат дека токму заради тоа се загадува водата што ја пијат граѓаните на Кавадарци, Неготино и Росоман. Нашата дописничка од Кавадарци Мартина Митков со повеќе детали. Советот на општина Кавадарци вчера ја одржа последната 57-ма седница на која советниците дискутираа на 17 точки од дневниот ред и неколку точки од претходната седница кои беа одложени заради недокрај образложени извештаи. Тие точки се однесуваа на активностите и настаните од областа на културата, поточно за манифестациите Тиквешки гроздовер, Свети Трифун и слично. Со 11 гласа за, 5 против и 1 воздржан се изгласаа овие точки, зашто советникот од СДСМ Сашко Петров јавно на говорница го осуди одобрувањето на истите. Потоа дискусијата продолжи на точките од дневниот ред на која беа прифатени одлуките за одобрување на финансиски средства од општинскиот буџет за здравствена заштита и лекување на одредени личности, а исто така се изгласаа и точките за одбележување на значајни настани и истакнати личности со спомен обележја и подигање на спомен биста на Блажо Тодоровски Чичето. На последната седница се поддржа и точката за давање согласност на годишен план за вработување во општина Кавадарци за 2017 година, како и за обезбедување на канцеларии за пратениците од овој град. Истовремено беа изгласани точки за нова урбанистичка планска документација за објекти надвор од планираниот дел, како и откажување на каматите на застарените долгови кои граѓаните ги имаат спрема јавното претпријатие Комуналец.
Поголема дискусија се развија околу дополнетата точка на советникот Ташо Радњански, кој на повеќе наврати информираше за неконтролираната сеча на шума околу водоснабдителниот систем Лукар. Повеќе од 60.000 граѓани во Тиквешијата пијат вода од системот Лукар и констатирано е дека од тоа подрачје се загадува водата за пиење, што ја консумираат жителите на Кавадарци, Неготино и Росоман, а причината е поради сечата на шума во тој дел, нагласи Радњански. Тоа е место богато со антимон и со сулфур, уште пред 50 години имало тамо рудник, уште германците кои што го експлоатирале. И така нормално дека кога ќе исечете толку шума настанува поводија или настанува клизиште и дека тлото се мие и оди во системот од кој што ние пиеме вода. Ви потврди минатиот пат господинот директор на Комуналец дека никаков филтер не може механички да го исчисти тоа. И сега ако некој го крши законот може да се крши, ама тој што крши треба да одговара за тоа. А тоа се извинувам, простите, македонски шуми од Скопје. И зошто тука застануваме? Паќе повторам, кого го штитиме? Кој нас не делегира овде? Кој нас не избра овде? На крај од оваа дискусија, советниците донесоа 4 заклучоци, за кои даваат иницијатива подрачјето на сливот на Стара река до водоснабдителниот систем Лукар да се прогласи за заштитена зона за експлоатација. Второ, да се организира јавна трибина по однос на овој проблем за кој се мисли дека произлегува од македонски шуми. Трето, превземање на соодветни активности пред основното јавно обвинителство. И четврто, да се задолжат стручните служби на општината и Инспекторатот за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и Инспекторатот за животна средина да извршат увид на местото каде е вршена сеча и да превземат соодветни мерки. Со донесувањето на детален урбанистички план за местото Трпезица од страна на Советот на општина Велес, граѓаните се доста заинтересирани за купување на плацеви во оваа населба. До сега се продадени 40 плаца. Станува збор за доста атрактивно место со одлична местоположба. Колешката Валентина Михайловска со деталите. Голем е интересот за купување плацеви во населбата Трпезица, за која неодамна Советот на општина Велес изгласа одлука за детален урбанистички план. До сега се продадени 40 плаца. Станува збор за атрактивно место со одлична местоположба. Следниот проект на локалната самоуправа ќе биде канализацијно средување, односно проширување на патиштата. Дека стрикно ќе се почитуваат сообраќајниците во овој оптат. Стрикно ќе се почитува. Тоа значи дека секоја улица ќе биде 9 метри. И дека ќе биде голема населба, да нема никакви проблеми со потреба интервенирање од брза помош, потреба од интервенирање на противпожарна единица, а пред се да им улесниме на граѓаните комодно да ги градат фасолите таму, односно да немаат проблем околу сообраќајниот режим, одбивање на сообраќајниците. Според деталниот урбанистички план, предвидено е да бидат изградени трговски центари, 2 детски градинки. Истите би требало да бидат изградени за 2 до 3 години. Советот на млади на општина Велес и Сојузот на училишни спортови во месец мај организираат низа спортски активности. Целта е да се стави акцент на спортските активности и подигнување на свеста за спортот во градот. Учениците од сите средни и основни училишта на сите расположливи спортски терени веќе спортуваа. Најмалата категорија на 19 мај на градскиот стадион над 360 дечиња од предучилишна, односно од градинките возраст. Тука активноста ќе се одвива на 2 етапи, по 160 деца во една и во друга група, на повеќе станици, методни станици, интересни игри прилагодени према нивната возраст. Учество ќе земе и една невладина организација од Скопје, која што има долгогодишно искуство со меѓународни невладини кои донираат од Данска, од Шведска, од Норвешка, од скандинавските земји. Значи, теренот ќе биде препон со разни реквизити, прилагодени, реков, према возраста, према игрите кои што се иде метод на станици. И следната активност, која што теке во фаза на договарање, тоа е на ниво држава за ученици од 4-то одделение, исто градски стадион со, да не речам,
репрезентации од повеќе градови, по 20 на представници, исто игри како што ќе бидат на 19 за децата од градинките. Значи само прилагодени према овие со поголема, мислам, по возраст. Тоа е планирано во мај месец, така наречен месец на рекреација. Вчера вечер во Центарот за култура Ацо Ѓурчев во Неготино премиерно беше представена комедијата Јас сум од Антиго Натиго. Автор на истата е новинарот Пецо Миланов, кој пред полна сала се прикажа во одлична светла. Стендап комедијата Јас сум од Антиго Натиго ја доживеа својата премиера. Пред полна сала во Центарот за култура Ацо Ѓурчев во Неготино се случи нешто ново и интересно, за кое се докажа дека граѓаните од овој град се гладни за стендап комедии. Задоволството е уште поголемо кога автор на истата е нивни сограѓанин, а тоа е новинарот Пецо Миланов. Проектот беше лично негов, работен предходните 4 месеци. Инспириран од секојдневните случувања во општеството, односите меѓу градовите во тиквешијата, кои секогаш знаат да бидат теми на подбивање и смејување меѓу луѓето, како и апропо шегите на сметка на политиката, беа темите во неговата стендап комедија. Секако несомнено, тиквешкиот дијалект одлично се вклопи во хуморот, а синергијата меѓу него и публиката беше на исклучително ниво. Дека на Неготино му се потребни вакви комедии од овој жанр, потврдуваат интервјуираните граѓани. Тие велат дека само преку вакви проекти и манифестации се сплотува и собира народот и посакаа уште многу други вакви проекти за разбивање на секојдневната монотонија. Ова е еден проект кој што ни недостасуваше на нас, на неготинчани, со оглед на тоа што долго време вакво нешто се нема случено во Неготино. Ми се допадна посебно тоа што немаше некоја политичка конотација целиот проект. Јас сум задоволна, посебно од мојот колега Пецо Миланов, кој што видов дека не заборавил да се однесува пред бината, пред присутните, не заборавил да го држи микрофонот и не заборавил дека не треба да се чита кога е пред публика. Секоја чест и поздрав за еден ваков проект. На градот му требаше нешто вакво, бидејќи јас не сум од Неготино, иако Пецо доста не гаѓаше кевадарчани, на градот му требаше нешто вакво и уште многу други работи. Значи, Неготино е замрено од културолошка работа, многу малку се работи и нека му е со среќа, нека продолжи, нека има повише настапи, па и дури у Кавадарци нека дојде. Јас не би сакала да звучам пристрасно, ама на град како Неготино, кој во голема мера може да се каже дека е мртов, му требаше вакво нешто. Јас сум супер задоволна и мислам дека треба да продолжиме со вакви настани. Авторот на проектот на големо задоволство се заблагодари на публиката и рече дека ја остварил целта и секогаш стои на располагање за проекти од ваков карактер, доколку постои заинтересираност, бидејќи ги работи со голема љубов. Благодарам на оваа прекрасна публика, исполнет сум до крај, ја остварив целта. Немам зборови со кои што ќе го опишам моето задоволство затоа што ја остварив првично замислената цел и вториот дел кој што беше надвор од она што значи стендап, хуманитарниот дел, и се надевам дека и во иднина, доколку имам идеи кои што сакам да ги спроведам како индивидуалец, ако има слух меѓу градот, меѓу субјектите, независно дали се приватни или општествени, и оваа зграда овде, јас сум подготвен и секогаш овие работи кои што планирам да ги правам, пред се ги правам од љубов. И ќе бидам нескромен и ќе кажам затоа што мислам дека знам најдобро да ги работам. Првата реприза на хумор е закажана за вечерва со почеток од 20 часот и 30 минути. И сега кога беше телевизијата упрашање, ја искрено да ви кажам, од тогиот дело се немам купено. Наозбилно. Додуше и ние тоги штедеме. Мислам, штедеме апсолутно. Затоа што, еве ја колку пати вести су читал, ни се обличуваме горе кошулта, врската, полтенство, надле на купичи.
Иако нема датум за одржување на локалните или пак парламентарни избори, Државната изборна комисија веќе се подготвува за гласање. Преку својата интернет страница ги повикува граѓаните да проверат дали ги има во избирачкиот список и доколку сметаат дека е потребно да побараат измена, дополнување или бришење на податоците. Избирачкиот список кој се става на јавен увид е направен со податоци на граѓаните кои заклучно со 1 февруари 2017 година станале полнолетни. Блог вести од Македонија. Талат Џафери уште 7 дена ќе го почека председателот Ѓорѓе Иванов да му го даде мандатот на Зоран Заев. Ако тоа не се случи, тој ќе постапел според законите и ќе закаже седница за избор на нова влада. Ова на брифинг со новинарите го кажа председателот на собранието Талат Џафери. Според него, ако Иванов не постапел како што вели според уставот и законите, тогаш кога за тоа би се створиле услови, Иванов ќе требало да поднесе и одговорност. Во однос на инцидентите во собранието, Џафери најави дека ќе се формира анкетна комисија која ќе треба да ги утврди околностите и што точно се случувало во законодавниот дом. Џафери имаше средба и со амбасадорите на земји членки на Европската унија. По неа холандскиот амбасадор Ваутер Пломп изјави дека состанокот бил охрабрувачки и позитивен, а најави дека следната недела ќе имало, како што кажа, позитивен развој на настаните. Од своја страна пак евроамбасадорот Самуел Жбогар кажал дека Унијата очекува брзо формирање на новата македонска влада. Министерот за надворешни работи и заменик председател на владата на Република Македонија Никола Поповски утре и задутре ќе учествува на форумот Еден појас, еден пат, што ќе се одржи во Пекинг, Народна република Кина. Форумот е посветен на аспектите на реализацијата на кинескиот проект Еден појас, еден пат, насочен кон инфраструктурното поврзување на Азија, Европа, Блискиот Исток и Африка, со кои досега се опфатени 65 земји, соопштува Министерството за надворешни работи. Поповски во своето обраќање ќе ги елаборира ставовите и приоритетите на Република Македонија во контекст на проектот Еден појас, еден пат, како и натамошната билатерална соработка со Народна република Кина. Предвидено е учество на 28 шефови на држави и влади, како и на голем број високи представници на држави и меѓународни организации. Најголемата европска компанија специјализирана за разработка на антивирусен софтвер Касперски Лаб вчера регистрирала 45.000 хакерски напади во 74 држави во светот, при што најмногу обиди за заразување били извршени во Русија. Нападнати биле компјутерите на најголемите компании и министерства. За сега никој не ја превзел одговорноста, а според експертите од компанијата за антивирусни производи Avast, регистрирани се 57.000 заразувања во 97 земји, при што главни цели биле Русија, Украина и Тајван. Останатите информации од светот во продолжение. Нигериската исламистичка групација Боко Харам планира напади врз нигерискиот главен град Абуџа, изјавил маж кој тврди дека е борец на оваа групација. Тој предупредувањето го упатил преку видеоснимка. Уште бомбашки напади се на пат да бидат извршени во таа смисла и во Абуџа, каде што сметате дека сте на безбедно, изјавил мажот во видеоснимката, чија автентичност не може да биде потврдена. Во друга видеоснимка која се појави на интернет, една од киднапираните нигериски ученички од Боко Харам од Чобок изјавува дека не сака да биде ослободена и да се врати во својот дом. На снимката, која трае 3 минути, девојчето кое е представено како Мајда Јакубо, една од 276 киднапирани ученички, се колне на верност во Боко Харам, обкружена со 3 жени, забулени во црно. Девојчето носи црна исламистичка облека и држи пушка во рацете. Таа вели дека нејзините родители живеат во град на неверници и инсистира тие да го прифатат исламот. Властите во Нигерија пред една недела успеа да постигнат спогодба за ослободување на 82 ученички во замена за ослободување на 5 мина команданти на Боко Харам. Во рацете на исламистите остануваат уште 13 девојчиња, а 21 девојче веќе беа разменети минатиот октомври, 57 успеа да избегаат.
Двајца државни службеници загинаа, двајца се ранети во бомбашки напад утринава во афганистанскиот главен град Кабул за време на сообраќајниот метеж. Експлодирала рачно изработена бомба која била ставена во минибус кој превезувал вработени на градската водоводна компанија, соопшти полицијата. За сега никој не ја презел одговорноста за нападот. Афганистанската влада неодамна им нареди на државните службеници во текот на сообраќајните метежи да користат градски превоз или приватни возила, откако изминатите години беа извршени неколку смртоносни напади врз службени автобуси. Денеска имавме топло време со мала облачност и умерен западен ветер, особено во западните делови и на повисоките места и планините. Температурите во голем дел од земјава надминаа на 30 степени, најтопло беше на крајниот југоисток на земјата со постигнати 34 степени. Температури на 30 степен имавме и во Поврдарието. Ова беше последната информација за овој информативен преглед. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!